И здраво на сите, кажавме дека на 500 субскрайбери ќе почнеме со влогови да зборуваме во видеото, да објаснуваме што правиме, како правиме, да не ги представувам денеска екипава, мислам дека горе доле сите знаете кои се, и во случај да не знаете кои се, ќе направиме подкаст кај што секој ќе има интервју за да објасни што е како, иначе е ММА тимот е ово, е ММА борци. Денеска изработиме нозе од дека, на Иватовци сме моментално 365 скали имаме за крајот на тренингот, што значи откако ќе изработиме добар тренинг на нозе овдека, ќе видиме кој ќе издржи за да се качи скроз до горе до крај. Идеме. Делот што треба да биде за гревање, ја прегреа веќе затоа што нели светото станува на млади да е нормално. Јас сум 30 години, мене нема да ми треба, сега нема да такмичам, али како и да е, углавном верувам дека сите тренери кои што работат боречки вештини или фудбал или ракомет или без разлика, не ги пуштајте стомаците напред, многу лош пример е тоа за децата. Мотивирайте се сите, огледајте се на нас како треба да изгледа еден тренер. Иако имам 30 години, формата секогаш треба да биде беше и певер, зашто каков пример си ти за децата и колку држи вода тоа што ти го предаваш. Колку и да изгледа лесно, уопште не е така. Дојди, пробај, повели, видиме колку е тоа лесно. 8 поминувања треба да има секој поединец, нормално ќе го направиме тоа со fast forward, за да не замараме видео со 30-40 минути. После мова работиме ситни скокчиња напред и идеме на скала. Четири сета завршени, идеме на пети. Почна килажата да не се не осеќа, станам како кикирит мало. Ајде собери линија овдека доста одмор. Ајде да ја почнуваме. Идеме втора вежба, кратки скокчиња напред од чучењ, 6 поминувања треба да направиме и идеме на скали. Додека одмараме да го искористам овој момент, само да појасниме, кажи ми Бојано, какво е чувството да гледаш вака млади луѓе како вежбаат, а ти не можеш со оглед на тоа дека коленото е пред операција? Многу тешко што не можам да им се придружам, баш би сакала. И од тука ја осеќам болката, ако не се приметува. Во ствари, дека и Бојана е тренер кадар во нашиот клуб, и ја верувам дека она се сити вака како другите вежбаат, зашто можам тоа да го потврдам поради некое си искуство. Ајде, многу стоите, ајде идемо, уште колку имате? Ја ги завршив 6. Едва е 1,5 помина. Не ме напаѓајте, ајде, јас сум 18 години. Ајде да направим уште еден сет, доста изговори. И идеме сега 2 поминувања, 365 скали, враќање од страна со лесно трчање за малце лисна нога да работи, 365 скали, прекрасен поглед од озгоре, ќе оставиме кратка пауза горе и тоа е тоа, стартуваме. Кога имаш 74 години, ајде на операција за 2 дена. Другарче, каде бе? Не напушти. Врати се, come back, Jack! Come back! Само да подсетиме дека вечер од 9 сат исто така има тренинг кај што треба 30% од тренингот да изработиме нозе и плюс вежби што се за сила. Мислам дека момци позади мене се слагаат со мене дека треба така. Така е. Ја имам уште еден тренинг пред тоа. Ајде, ја ќе те дружам вече.
Еве Димитри, само колку стартот на видеото да се види го пушти спринт и после нормално, он е вишо у група на старци у клубот, сениори, фанатици во спортот и си застанал да си одмори, фала Богу, на кадај да си тера. Кадај. Пушаме да размаме колук напред овде. Колук напред овде. Па брза постапка би се викало тоа, чекај да видим. Милина. Таман до доле до игралиште, гледај. Милина. Супер Соник. Спиди Гонзалес. Соник дека колук напред Соник треба. Со овие две поминувања денеска го завршуваме овој тренинг. Кој е овој, бе? И како за крај на ова видео да направиме еден челендж за наредното. Колку лајкови ќе собере ова видео во наредното, толку секунди правиме пленк во 3 серии. Правиме и склекови, а може и чучњеви. Сите се согласуваме. Да. Се гледаме во наредно видео. Чао!